Го гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. ВМРО ДПМН со партиски кандидат ќе се бори за Скопје. Филипче најави средба со Таравари идната недела. Акцијски план за малцинствата како можно решение за проблемот со Бугарија. Зошто Брисел нема план Б за македонските евроинтеграции, ако Калас тврди дека имаат план Б за евентуална блокада на Украина. Стражните органи ги сослушуваат сведоците. Родителите на Нов марш ја одбија поканата од Мицковски за средба во владата и го повикаа во Кочани. 30-дневен притвор за Петмина по убиството во Штип, повик на Европската унија за безусловен 30-дневен прекин на огнот во Украина. По тема на денот вечерва разговарам со колегата Кирил Стојанов. Тој попладнено се врати од Ватикан, ки ни го пренесе искуството од историскиот настан за избор на папата Лав 14 и очекувањето на верниците од него. Останете со нас. Од ВМРО ДПМН очекуваат внатрепартиските анкети да покажат дека битката за Скопје треба да се води со партиски кандидат, наместо да дадат поддршка на независен, како што тоа го направиле со Даниела Арсовска. Во партиските тела веќе се споменува и можност за нов мандат на дел од актуелните градоначалници. До крајот на месецот треба да бидат познати имињата. Идната недела средба со Таравари најави лидерот на СДСМ Венко Филипче, иако вели дека не знае дали Таравари ќе ја напушти владината коалиција. Кандидат за градоначалник на метрополата од ВМРО ДПМН ќе биде партиски член, име кое ќе го изберат органите. Има фаворити, личности кои уживаат доверба кај членовите, но се уште е рано да излезат во јавност со имиња. Во текот на летото веќе ќе се знае кој ќе влезе во трката за градоначалник на град Скопје. Партијата ги сондира состојбите, дел од кандидатите кои претендираат за втор мандат ќе се знаат до крајот на мај. Името за град Скопје очекувам да дојде во текот на летото, иако постојат јавно се познати дел од имињата кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН, има и други заинтересирани, така што се анкетираат во моментот и очекувам дека во средината на летото ќе имаме резултати, секако дека имам и мои лични фаворити и фаворити на партијата, но ќе оставам органите и телата на партијата тоа да го сообштат. Првиот бран на одлуки ќе биде во втората половина на мај за определени општини каде што веќе тоа е кристално јасно. Голем дел од постоечките градоначалници ќе трчаат и за втор пат. Средба со Таравари најави лидерот на СДСМ во подкастот Политиканти. Филипче вели не знае дали Таравари ќе излезе или не од владината коалиција, но веќе договориле состанок со колегата со кого вели имаат добри лични релации. Опозицијскиот лидер претходно изјави дека очекува распад на владеачката коалиција, а за локалните избори рече дека внимателно ќе ги избере коалиционите партнери по штетата која им е нанеле Дуи во претходната влада. На партиски настан во Неготино Филипче ги повика незадоволните членови кои преминаа во Знам да се вратат во СДСМ. Лидерот на Знам му возврати со прашање каде ќе ги носи луѓето што ги повикува назад. Димитриевски тврди дека уште поголем број на некогашни членови на СДСМ се приклучуваат во неговата партија. Абе Вренко, каде да се вратат кај тебе? Ти си СДСМ. Ти истиот кој што промени низа влади и слугуваше на секој. Ти кој што си полн со криминали и корупција, безброј стотици и стотици афери, кои што ти и таквите како тебе, таа некогаш државотворна партија е доведува на оваа дереж. Кај ги покануваш? Кај да се вратат? Кај ќе ги носиш? Во твоите станови? Па и самиот не знае колку ги има. Ќе ги носи во Дубај, со парите што ги изнесува и инвестициите што ги прават таму. За владеачката партија предизвик не се само кандидатите, туку и партиите со кои би коалицирале за предстојните избори. Се уште е неизвестна ситуацијата во владата, каде во тек се разговорите со министерот за здравство за неговото понатамошно делување по излегувањето од вреди. Следната работна седмица Мицковски и Таравари треба повторно да се состанат. Министерот за здравство треба да се произнесе како ќе настапи со Алијанса на албанците, дали ќе остане во владата или ќе одлучи да соработува со Дуи. Таравари излезе од вреди бидејќи не сакаше да настапат со заеднички кандидати. Одлучи на локалните да оди со самостојни листи.
Мирена Давидовска, Сител телевизија. Лидерот на ДУИ Али Ахмети од Струга порача дека без хармонија меѓу македонците и албанците оваа држава нема иднина. Тој го поздрави како што вели излегувањето на таравари од владата и ги повика и другите да го следат неговиот пример. Ахмети вели дека тие се за двојни избори на есен, но за тоа ќе требало да се постигне политички договор. Ky shtet mund bie jetoj vetëm duke qenë harmoni të plot. Dy komunitete, Македонас да и шqiptar. Без хармонија меѓу македонската и албанска заедница оваа држава не може да има иднина и постоење. И ова не е закана, ова е совет за оние кои не знаат како да градат одржливи и напредни политики што одат напред. Господинот Таравари добро направи што ги напушти и го истражи земјотресот што ќе се случи. Браво, но дури и оние што остануваат, не остануваат бидејќи ќе останат во тунелот. Нека си одат што е можно поскоро. Заинтересирани сме за заедничко одржување на парламентарни и локални избори, но тука ни е потребен политички и етнички консензус. Доколку се постигне овој консензус, изборите ќе бидат заеднички. Но ова е демократијата што мора да ја почитуваме, бидејќи ниту тие, ниту ние не можеме да донесуваме одлуки еднострано, без политички и етнички консензус. Евроинтеграциите остануваат приоритет за владата, но велат црвена линија е македонскиот идентитет. Според амбасадорот на Австрија, акцијски план за малцинствата, кој до крајот на месецот треба да биде поднесен во Брисел, може да биде основа за решение на проблемот со Бугарија. Во јавноста пак силен револт предизвика изјавата на високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, Каја Калас, која најави план Б ако Унгарија стави вето на европските интеграции за Украина. Многу ми напрашуваат зошто Европската унија нема план Б за македонските евроинтеграции. Македонскиот идентитет е црвената линија преку која владата нема да премине. Заменик министерката за европски прашања вели дека иако изморени од ветување и условувања, Европската унија останува врвен приоритет. Владата напорно работи на реализација на сонот за Европска Македонија. Оно што е многу важно е дека досега добро напредуваме, тоа го покажа и овие транши кои што ги добивме по реализацијата на одредени реформи, но знаете, долго зборуваната Европа пред се треба да ја донесеме тука, затоа што за нашите граѓани Европа е синоним на добро здравство, на одлично образование, на борба против корупцијата, на дигитализирана држава и така натаму, така што прво треба да се ја завршиме домашната задача, а секако после тоа следствено следува членството во Европската унија. Она што е важно дека ние не се откажуваме, иако имаме доста предизвици на тој пат, меѓутоа за нас е важно да си ја сработиме како што кажав домашната задача, а сигурна сум дека Европа конечно ќе препознае она што нашата држава го прави за да биде дел од големото европско семејство. И амбасадорот на Австрија во земјава е задоволен од тоа како владата ја спроведува реформската агенда. Доказ за тоа според ПАМЕР е што Македонија прва доби пари од планот за раст, бидејќи доставила најдобри документи во споредба со земјите од регионот. Амбасадорот е оптимист дека акцијскиот план за човекови права кој Македонија месецов треба да го достави до Европската комисија, ќе ги постави темелите за решение на спорот помеѓу Скопје и Софија. I must say I am quite impressed about the effort the government of North Macedonia is undertaking. Just now, these days, the government will submit the roadmap for minorities in the framework of the action plan for rule of law and human rights. And further roadmaps and further papers are to be delivered this year, which will prepare the ground to start substantial negotiations as soon as the question with the Bulgarian minority and everything else which comes along is solved. И додека Европската унија чека Македонија и Бугарија да постигнат компромис за отстранување на бугарското вето, во случајот со Украина превзема конкретни мерки. Оттаму вчера високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас порача дека билатералните прашања не смеат да ја блокираат интеграцијата на Украина. Без да открива детали, рече дека Унијата има подготвено и план Б и план С, во случај Унгарија да не се откаже од ветото. Планот е да успеат преговорите со унгарската влада и стартот на преговорите со Украина да добие поддршка од сите 27 земји членки. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.
Пред утрешните парламентарни избори во Албанија, претеничката во Европскиот парламент од Европската слободна алијанса Ана Миранда јавно ги повика граѓаните од округот Корча да гласаат за Васил Стериовски од Македонската алијанса за европска интеграција. Basil is not just a politician. He is a dedicated voice for all ethnic communities, a tireless advocate for justice, and a true believer in Albania's European future. As president of the Macedonian Alliance for European Integration, an active member of the European Free Alliance, he represents unity, progress, and hope. Now, it's time to stand behind leaders who bring people together and fight for a better tomorrow. Vote for Vasil Steriovski, a vote for diversity, equality, and European values. Together, let's build a future where every voice is heard and every identity respect. Истражните органи ги сослушуваат сведоците. Родителите на Нов марш ја одбија поканата од Мицковски за средба во владата и го повикаа во Кочани. 30-дневен притвор за 5 мина по убиството во Штип. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека во моментов се сослушуваат сведоци во однос на постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Полицијата, како што вели тој, постапува по насоките на јавното обвинителство. Претходно и државниот јавен обвинител информираше дека истрагата во моментов е во исклучително важна фаза, а се вршат разговори со повеќе од 300 сведоци. Јавното обвинителство сослушува осомничени и сведоци, а полицијата прибира докази. Министерот за внатрешни Панче Тошковски вели дека е во тек истрагата за пожарот во дискотеката Пулс, а работа на полицијата е да постапува по барањата на обвинителите што го истражуваат случајот. Во рамки на истрагата се превземаат насоки по дадени нападствија од страна на јавното обвинителство. Колку што сум запознаен, се од страна на јавното обвинителство се сослушуваат одреден број на сведоци кои што се поврзани со кривично-правниот настан. Истрагата се уште трае, се собираат докази, се постапува по насока на јавното обвинителство. Од јавното обвинителство Неделава информираа дека се сослушуваат осомничените. Дел одат на распит во Скопје, дел во Кочанското обвинителство. Паралелно се повикуваат и сведоците, вкупно 300, а во тек се вештачење и на одземени компјутери, мобилни телефони, документација. Според првиот човек на обвинителството, истрагата ќе заврши во 3-месечниот законски рок и во средината на јуни ќе биде готово обвинението кое ќе прецизира колку мина и за кои кривични дела ќе бидат гонети. Опозицијската СДСМ денеска повторно ја повика владеачката партија да го поддржи законот за настраданите во Кочани, кој предвидува финансиски надоместок за семејствата на загинатите и поддршка за повредените. Предлагаат тој да важи и за семејствата од трагедиите во Ласкарци и Бесатранс. Велат законот предложен од СДСМ е чин на човечност, солидарност и грижа. Ова се издржани законски решенија, не за политички поени, туку за поддршка на оние на кои им е потребна. Ги повикуваме пратениците од ВМРО ДПМН да ги преиспитаат своите ставови, да се издигнат над политиката и да дадат поддршка за овој закон која потврдува најважната вредност, дека сме луѓе и дека може заедно да направиме нешто кога е најтешко. Реагираа од владеачката партија, велат лицемерноста на СДС ги поминува сите граници. Не биле загрижени за граѓаните, туку ги интересирал само нивниот политички ќар. Предходно од партијата најавија дека нема да го поддржат законот на СДСМ, но ќе ги дуплирале средствата за проекти во Кочани. Градот ќе добиел 2 нови фабрики со 1000 вработувања, а ќе продолжеле и со покривање на трошоците за лекување на повредените. Срамно е во вакви тешки моменти за сите граѓани баш тие СДС и Филипче кои молчеа и се криеа за модуларната болница, за Ласкарци, за Бесатранс, за онкологија, за неуспешноста со справување со ковид кризата, денес да зборуваат за морал и правда. Упатуваме порака до СДС. Правда ќе има, одговорност ќе има, само што овој пат правдата нема да е кабелот ниту пајакот. За трагедијата во Кочани под истрага за тешки дела против општата безбедност се неколкумина поранешни министри, градоначалници и директори на институциите кои имале надлежност за работата на Пулс. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Во Кочани попладнево се одржа нов марш на ангелите. Символично време за старт на маршот во 16:05 минути, како порака код надлежните дека се доцни со постапката. Родителите на загинатите и повредени во дискотеката Пулс ја одбија поканата од Мицковски во вторник да дојдат на средба во владата, но го повикаа тој да оди во Кочани. Тамара Дичевска беше на протестот. Со фотографии од нивните блиски кои што загинаа во пожарот во дискотеката Пулс и на солзени лица и денеска. Блиските на оние кои што го загубија животот во дискотека на 16 март излегоа на мирен марш низ Кочанските улици, брајки правда за смртта на нивните блиски. Каде да фатиме врски да се ги вратиме другарите. Инспекциите спиеле, децата не се разбудија. Не чекај твоето дете да биде следно, се дел од транспарентите и пораките кои што беа испратени од денешниот мирен марш, кој што започна во 16 часот и 5 минути како символ за задоцнетата реакција на институциите за целиот случај, започна од паркот во Кочани преку трговскиот центар до општината, од општината до судот и од судот заврши пред полициската станица во Кочани. Јас поставувам прашање на министерот Тошковски, кој ги уби овие ангели? Кој дозволи на демоните да ги убијат овие ангели и исто на премиерот Мицковски? Пазите како ќе судите. Пазите како ќе судите. Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по 1 година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години да ве подсетам. И по половин година за секое настрадано дете. Родителите на загинатите деца во дискотеката Пулс не ја прифатија поканата која што им пристигнала телефонски од кабинетот на премиерот Мицковски да се сретнат со него во понеделник во 15 часот во владата. Истовремено ви известуваме дека премиерот беше поканет од сите родители на починатите деца да дојде во Кочани и таму да се организира средбата во форма и содржина каква што сметаат за соодветна. Со оглед на тоа што дел од родителите не се во можност да патуваат поради последиците од трагедијата што се случи на 16 март во дискотеката Кочани, сметавме дека предлогот за средба во Кочани е разумен и оправдан, напишаат тие во писмото кое што го испратија до медиумите. За сител од Кочани, Горан Петковски, Тамара Дичевска. Судија на предходна постапка од Основниот суд во Штип на петмината државјани од Република Турција кои се инволвирани во убиството на 25-годишниот турски државјанин им определи мерка притвор од 30 дена, информира од Штипскиот кривичен суд. Осомничените се спроведени во затворот во Куманово. Според информациите кои ги објави обвинителството, убиството било извршено со пиштол купен за 1100 евра од Скопје, а возилото со кое побегнал извршителот го управувала девојка. 30-дневен притвор за петмината турски државјани инволвирани во убиството на 25-годишниот ЕО во кафе-бар во Штип, одреди судија на претходна постапка. Осомничените се спроведени во затвор Куманово. Директниот извршител на делото, 21-годишниот КК, кој немал пријавен престој во државата и на кого му се заканува до животна казна затвор, пиштолот со калибар 9 мм со избришени податоци за модел и серијски број, на почетокот од месецот го купил за 1100 евра од непознато лице од Скопје. Со истиот, вечерта на 8 мај, во кафе-бар лоциран на Штипскиот плоштад, со умисла и од безобзирна одмазда, неколку пати го застрелал неговиот сонародник, информираат од обвинителството. Преку мобилни апликации се договориле со жртвата да се сретнат, за наводно да ги решат долготрајните недоразбирања помеѓу нив, но по 15-минутен разговор во угостителскиот објект, осомничениот влегол во тоалетот и веднаш излегол и испукал повеќе куршуми во правец на оштетениот, нанесувајќи му неколку огнострелни рани кои биле смртоносни. Останатите осомничени, тројца мажи и една девојка на возраст од 22 до 28 години, му помогнале да избега.
На точно неутврдена локација во Штип го качиле во автомобил БМВ со кој управувала осомничената девојка и сите заедно се упатиле кон Скопје. Кај наплатната станица Милодиновци на автопотот Штип-Скопје биле пресретнати и запрени од полициска патрола и се дале во бегство, но биле уапсени, стои во соопштението од обвинителството. Неофицијално, убиениот во 2023 година студирањето на Штипскиот универзитет го ставил во мирување. За Сител, Трајан Рисовски. Трамп објави дека успешно е постигнат договор за целосно примирие помеѓу Индија и Пакистан. САД заедно со Европската унија повикаа на прекин на огнот и во Украина. Кон повикот се приклучи и Македонија. Со американска помош Индија и Пакистан се согласиле на примирие, објави американскиот председател Трамп. По долга ноќ разговори со посредство на САД, со задоволство објавувам дека Индија и Пакистан се согласија на целосен и итен прекин на огнот. Честитки до двете земји за здравиот разум. Новинар Кирил Стојанов. Кирил, добро вечер. Добро вечер. Попладнево пристигна од Ватикан. Благодарам за можноста да ни го пренесеш ово искуство за овој голем историски настан, ама верувам дека е гордост како католик да се зборува за вакво големо искуство. Во четвртокот беше во Ватикан, требаше да направиме едно вклучување во живо во дневникот, но се случи момент на целосна блокада на врските конекциите во Ватикан, ама ти сведочеше на тоа што се случи. 18 часот и 10 минути некаде се појави белиот чад над Систинската капела. Какво беше чувството во тој момент да се биде во Ватикан? Иван, уште од самото одење знаев дека одам на нешто што ќе биде историско. Ова е најголемиот настан, нешто најголемо што може да се доживее како католик, како човек, секако дека е на привилегија да се биде таму. Во моментов кога излезе белиот чад, настана на таква експлозија на емоции на плоштадот, уште и сега кога зборувам, и кога зборував и со моите, и кој после кога успеа да добијам врска во текот на вечерта, се уште имав емоции, на многу луѓе гледав солзи во нивните очи, се гледаше радост, едноставно е. Да, ги гледаме тие инсерти и моментот на полниот плоштад во Ватикан и тие емоции помеѓу толпата на луѓе кои што беа собрани таму. Се чувствуваше ли радоста во тие моменти кај верниците кои што беа во Ватикан? Радоста одеше до таму да во некои моменти само осеќав дека некој ќе ме гушне, ќе ме поздрави, ќе се свртиш да видиш кој е, ќе ти каже извини, меѓутоа се радувам многу. Имаше луѓе кои што наистина паднаа на колена со солзи во очите, заблагодарувајќи се на Господ што се дел од нешто што е историско, а ова сега го е историја, затоа што ова е конклава, избор на поглавар на католичката црква. Со самото тоа папата влегува во историјата, ние бевме дел од историски настан. И сега, бидејќи од момент во момент го следевме целото тоа случување, еден час подоцна се случи излегувањето на балконот, познатиот балконот, каде што се објавува веста дека го имаме новиот папа, го даде и првиот благослов, беше помеѓу луѓето кои што го добија првиот благослов од папата. Како изгледа да бидеш помеѓу првите кои што ќе го види новиот папа? Кога се појави кардиналот Мамберти на балконот, извиците беа толку гласни што човекот не чекаше едно 5 минути за да може да ни соопшти дека имаме папа, познатото Хабемус папам. Кога ги изговори тие зборови, настана уште посилна емоција кога го слушнавме името на папата. Веднаш почнавме да го проверуваме кој е новиот папа. За мене, како човек кој што имаше можност да го запознае претходниот поглавар на католичката црква, секоја средба, секоја можност да бидам во негова близина е привилегија и чест. Особено ми е мило затоа што имав можност да присуствувам на првиот негов благослов како папа. Тој веќе во овие денови ќе служи и литургии ширум Рим. Многу луѓе ќе имаат можност да добијат благослов, меѓутоа да се бидат дел од тие, ајде ќе кажам 200.000 кои што беа на плоштадот, те привилегија, знаејќи дека 1.400 милиони католици се во проценти не знам колку, меѓутоа бев меѓу многу привилегираните луѓе. Сега го спомена кардиналот Мамберти, колку што знам, тој не е непознат за македонската католичка црква, ако не грешам, бил и во Скопје, така? Така. Кардиналот Мамберти не само што беше во Скопје, ројте беше во моето родно место. Во Радово, луѓето кои што следат поврзани вести со католичката црква знаат дека Радово е селото од каде што потекнува најголем број од свештенството и чесните
сестри од монашките заедници во Македонија, се работи за еден силен авторитет во црквата кој што извршува многу силни позиции во католичката црква. Сега беше дел и од конклавата, му припадна и честа да ја соопшти веста. Сакам да спомнам уште еден момент околу излегувањето на папата. Таму на фотографијата во моментов не се гледа, меѓутоа на страната најдесно седи Винко кардинал Пулич, поранешниот митрополит на Сараевската митрополија, човек кој што беше и наш митрополит за Македонија, бидејќи тој е одговорен за црквата како кардинал, беше и папски намесник и првиот човек кој што служеше света литургија, света миса на плоштадот Македонија во Скопје во 2016 година за прогласувањето на светицата Мајка Тереза, така да и Македонија беше дел од најтесниот круг околу папата, тоест на самиот балкон каде што папата се обрати за прв пат. Многу важни информации кои што верувам дека јавноста не ги знаела или немала можност да ги знае за целиот овој процес. Кирил, пред да одиме за очекувањата, значењата на новиот папа, морам да те прашам, сите ние сме радознали и ти ги знаеш деталите, како се стигнува до моментот некој да биде кардинал кој што ќе може да стане папа и дали воопшто има таков услов да некој биде кардинал за да стане папа? Која е постапката? Така, теоретски е многу интересна постапката, кој може да биде папа. Верувате, секој што е крстен маж, има наполнети 18 години, влегува во можниот круг на кандидати да стане папа. Меѓутоа, праксата на избирање на папа од 14-тиот век се до денес се избира од зборот на кардиналите, од кардиналскиот збор, бидејќи тие самите и учествуваат. Меѓутоа, се уште постои можноста некој црквен достоинственик, човек кој што е ракоположен за свештеник, за бискуп, или можеби не е ниту ракоположен за свештеник, да биде избран за папа. Оно што е важно дека доколку се случи такво нешто, тој мора да го прими чинот на бископско ракополагање, на епископско ракополагање, да постане владика, на македонски, за да може, затоа што знаеме дека папата е и римски бискуп. Меѓутоа ќе повторам, од 14-тиот век се бира меѓу зборот на кардиналите, тие имаат најдобар приказ на тоа кој што прави во црквата, се води на тоа што е потребно црквата во моментов, каков авторитет. Теоретски да, може секој, меѓутоа праксата вели дека оној што е во зборот на кардиналите станува кардинал, а кардинал именува папата, значи со негов декрет се именува човек за папа, за кардинал. Најчесто тие се меѓу оние кои што веќе имаат чинот на епископ, меѓутоа може да се случи и свештеник да добие чин на кардинал. Кардиналот Превост, кој што од четвртокот е новиот папа, во 2023-та ја доби оваа позиција токму од папата Франциск. По изборот го доби мнозинството гласови во конклавата. На вториот ден од гласањето го одбра името Лав 14. Каква символика и какво значење има името Лав 14? Името Лав е повеќе пати користено во црквата од едно од најчестите со оглед на тоа дека е 14, така? Не мора да значи тоа. Во црквата броевите не мора да додат следствено едно со друго. Секогаш може да имаме прескокнување, враќање на броевите. Меѓутоа тој доаѓа после некој што беше 13. Инаку во црквата имаше и папа кој што го носеше името Лав, големиот папа, човек кој што работеше да го заштити Рим. Уште во 5-тиот век, овој папа самиот денеска им образложи на кардиналите дека причината за изборот на неговото име, на името Лав 14, е поврзано со претходникот, со Лав 13, човек кој што ја водеше црквата 25 години на крајот на 19-тиот и првите години од 20-тиот век, во времето на индустриската револуција, особено залагајќи се за работничките права, особено зборувајќи за социјалната правда, издаде и свое многу познато дело каде што зборува за важноста на почитан кон работникот и улогата на црквата во проповедањето и насочувањето дека се потребни хумани услови. Сегашниот папа Лав 14 рече дека живееме во нова
револуција, сега не индустријска како што беше, меѓутоа технолошка индустрија, и многу е важно улогата на црквата да биде повторно насочена кон почетта, кон човекот, кон работникот, меѓутоа и кон успевање на задржување на сите оние црковни вредности да не се изгубат во борбата за напредок на технологијата. Сега, Кирил, гледајќи ги, веднаш се прават споредби помеѓу Лав 14 и папата Франциско. Првата разлика која што веднаш се забележа по излегувањето на балконот е тоа дека Франциск носеше само бела наметка, Лав 14 има и дополнителни украси на ова наметка. Која е разликата во овој момент и што символизира тоа? Ќе почнам прво од излегувањето на папата Фрањо, кој што излезе само со бела облека. Тоа беше веднаш, освен неговото име, затоа што знаеме дека папите и своето име кога го избираат насочуваат во кој дел ќе биде неговиот понтификат и што ќе биде во фокусот. Со самото негово излегување со најобична папска облека, она што само црковните прописи го налагаат како нешто што мора да биде. Дека ќе биде близок до народот. Дека ќе биде близок до народот и ќе бара скромност. Прво од самиот себе, меѓутоа ќе бара и скромност од сите луѓе внатре во црквата. Кога го велам ова, не сакам да кажам дека сегашниот папа не е скромен или дека ќе води политика на нескромност. Постои црквено правило, прописи кои што налагаат дека може папата да изгледа и вака, меѓутоа не е црквена догма која што не може да се прекрши, станува збор за обичај. Секој дел од папската облека, од папските одежди кои што тој ги носи, си има своја символика која што ја имаат. Она што е, ќе кажам дека мора да го има, е белото капче кое што папата излегува. Кој е символ за дека е папа. Дека е папа, римски поглавар над сите како поглавар, меѓутоа белата боја, знаеме, означува чистота и присутност на Светиот Дух. Крстот мора да го носи на своите гради, мора да ја носи папската униформа, а моцетата, која што е најпозната и голема разлика меѓу него и папата, станува збор само за дополнителна облека која што може, но не мора да ја носи папа. Кирил, сега имаше информации различни во однос на тоа каде ќе живее новиот папа, со оглед на тоа дека знаеме во какви услови живееше неговиот претходник Франциско, не на местото на кое што вообичаено живеат папите. Што ќе се случува овој пат? Папата на почетокот на својот понтификат ќе живее на истото место каде што живееше и папата Фрањо. Тоа е затоа што самиот мисли дека се уште папскиот кабинет, папската резиденција е потребна од реновирање и од градежни активности кои што се презимаат таму, а нема донесена одлука за тоа дали ќе продолжи да живее тука каде што сега ќе престојува овој период или ќе се врати во папската резиденција. Одлука за тоа се уште не постои, така да тој ќе одлучи кога папската резиденција ќе биде готова. Кире, морам да те прашам, има ли месечна плата папата? Тоа е интересно прашање, ќе одговорам кратко, а потоа ќе ми дозволи само една минута да образложам. Папата нема месечна плата, да нема забуни за тоа колкава е платата. Се она што папата го има му обезбедува државата Ватикан, меѓутоа примање како плата папата нема. На својата сметка не добива плата од државата, затоа што таа му обезбедува се што е потребно за неговиот живот. Тој може да добива донации, постојат многу луѓе кои што донираат на црквата и на папата, меѓутоа сите тие пари завршуваат во фондот на државата Ватикан, со кој што папата може да располага за потребите на црквата. Плата негова како лични средства не постои. Добро, многу интересни информации поврзани со него. Првиот папа од Соединетите Американски држави, има двојно државјанство и на Перу, знае 5 јазици, има завршено и факултет за математика, но ајде нека биде доволно за Лав 14 и морам да те прашам, кога го договаравме овој разговор вчера, ми кажа дека си бил да го посетиш и вечното почивалиште на папата Франциск. Има ли голем интерес за тоа? 1 час и 15 минути чекав да влезам во базиликата Санта Марија Маџоре. Тоа доволно зборува дека луѓето таму одат со една огромна почит кон папата Фрањо, човек кој што е и сега добивам наплив на емоции, човек кој што остави голем траг во црквата. Морам да им кажам на луѓето голем пријател на Македонија. Првиот кој што дојде во кој што е посети, меѓутоа сакам да споделам уште еден многу важен момент, а тоа е кога 2017 година Македонија имаше немири државни и политички, кога ситуацијата беше пред ескалација на плоштадот Свети Петар,
на своето обраќање во недела тој повика на молитва за Македонија. Тој беше голем пријател на нашата држава, голем пријател во многу добри односи со нашиот епископ монсеньор Киро Стојанов, со кој што има одлична соработка, така да А и местото на кое што почива, Санта Марија Маджоре, базиликата, е многу позната за сите нас со оглед на тоа дека државната делегација која што секоја година оди за честувањето на Свети Кирил, што ќе се случи за кратко време на 24 мај, положува цвеќе венец токму во оваа црква поради плочата која што е испишана таму и поставена на македонски јазик. Кирил, само за крај, Франциск беше првиот кој што дојде во Македонија. Има ли можност да се случи во скоро време да видиме повторна посета на папа на Македонија? Јас ќе бидам најсрегниот човек доколку се случи. Тоа секако не зависи од нас, не зависи само од Ватикан. Државата прво Македонија треба да има интерес за тоа и да го покани, официјално да го покани како тоа, потоа црквата може да искомуницира и да почнат постапка на тоа. Јас еве ги повикувам државните власти, тие многу брзо од сега ќе бидат во Ватикан доколку имаат желба и интерес, може да го сторат тоа уште сега, ќе потрае таа постапка, меѓутоа зошто да не бидеме во редот на оние кои што ќе чекаат нова посета на римскиот поглавар на папа. Да се надеваме дека ќе се случи такво нешто. Честитки уште еднаш и за тебе и за сите католици во Македонија, за новиот папа. Благодарам за можноста да ги дознаеме сите овие информации. Благодарам и јас за можноста.